Тиранската платформа на Мала врата ја редефинира Македонија како држава на македонскиот народ и унитарноста на држава со права за малцинствата и фактички ги воведува албанците како конститутивен народ, смета српскиот геополитички аналитичар Мише Ѓурковиќ. Тој вели дека спроведувањето на Тиранската платформа е почетна фаза на реализацијата на идејата за голема Албанија. Tiranska platforma, nemamo vremena ovde detaljno da govorimo, koja zapravo na mala vrata redefiniše Makedoniju kao državu makedonskog naroda, dakle i unitarnu državu sa pravima za manjine i uvodi faktički Albance kao konstitutivni narod i vi ste videli da gospodin Džaferi kojim je redom poređao zastavice ovde. Dakle, prvo ide albanska zastava države Albanije, zatim zastava Evropske unije i tek na kraju makedonska zastava. Ovim je otvoren jedan proces federalizacije na više nivoa Makedonije i dugoročno to verovatno, nažalost, vodi u pravcu za okruživanje takozvane Iliride, odnosno Zapadne Makedonije, što je proces, ako se sećate, koji je 2001. godine otvoren građanskim ratom tada, i koja će zapravo voditi u dugoročnu destabilizaciju. Mislim da će ova nesreća dole trajati dugo, a da ona zaista u jednom okviru vodi ka kreiranju neke vrste prirodne, kako oni kažu, odnosno velike Albanije, bar u pokušaju, za koje očigledno međunarodna zajednica i Запад има више него доволно разумевање. Поставувањето на албанските знамиња во кабинетот на председателот на Собранието на Република Македонија предизвикаа низ реакции и критики во изминатите денови, кои понатаму не стивнуваат. Поранишниот министер за правда Михајло Маневски во својата колумна пишува дека Џафери грубо го прекршил законот за употреба на знамињата, грбот и химната и законот за употреба на знамињата на заедниците во Република Македонија. Во случај кога знамето на Република Македонија се истакнува заедно со две други знамиња, знамето на Република Македонија се наоѓа во средина. Ако знамето на Република Македонија се истакнува покрај друго знаме, тоа секогаш се наоѓа на левата страна гледано однапред. На бирото на председателот на Собранието спротивно на член 17 е поставено знамето на Република Албанија, кој истовремено е знаме на албанската етничка заедница во Македонија, и тоа по редослед прво. Во средината знамето на Европската унија и на трето место е поставено знамето на Република Македонија. Освен тоа, на полицата зад бирото на председателот е поставено уште едно албанско знаме, без да биде поставено македонско знаме на начин предвиден во законот, смета Маневски. Тој потенцира дека со ова пратеникот Талат Џафери изразил непочитување и повреда на законот за употреба на грбот, знамето и химната на Република Македонија, на што треба да реагираат јавниот обвинител и Министерството за внатрешни работи, бидејќи за прекршување на законските одредби за правно лице е предвидена глоба од 4 до 5.000 евра, а за физичко лице глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност. Непочитувањето на уставните символи на знамето, грбот и химната на државата значи непочитување на државата, а тоа не може и не смее да се толерира, истакнува Маневски.